Великден, денот на Христовото воскресение, не е само најголемиот, туку и на стариот христијански празник кој што се празнува уште од вториот век. Тоа е суштината на христијанството. Нашиот народ со подолги подготовки со посебна возбуда го пречекува овој празник. За обичаите, народните традиции и секако обреди поврзани со Великден, како еден од најголемите христијански празници кој заземал централно место во прославувањето кај нашиот народ, ова утро разговараме со Бојан Петковски, етнокореолог. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро на вас, добро утро на гледачите и навистина се радам што во еден ваков предпразничен период ќе говориме токму за едни постари традиции, постари форми на прославување токму на Великден. Да, нешто поразлично од она што го слушаме во секојдневието. Великден како празник е центар на повеќе празници, кои што се со непостојан датум или како што се вели циклус на великденски празници. Ајде малку повеќе околу тоа на самиот почеток. Кога станува збор за обредите и за обичаите, доста е важно на самиот почеток да ги определиме како календарски и некалендарски. Во суштина календарските обреди припаѓаат на тој календарски циклус, односно го следат христијанскиот календар, православниот календар, додека пак некалендарските се оние кои што го следат животниот циклус, односно обредите и обичаите на раѓањето, свадбата и смртта. Великден припаѓа на календарските обреди, сега е на малку појасна дистинкција на календарските обреди, тие се делат на неколку циклуси. Генерално ние денес ќе говориме за пролетниот циклус на обреди, затоа што се наоѓаме токму во еден овој празничен пролетен циклус и во суштина доста важно да споменеме дека ни претходеше тој зимскиот циклус на обреди. Зошто е важно? Затоа што во зима, следствено на самите климатски тогашни услови, целата активност на луѓето е сведена на еден минимум. И во суштина и обредната активност е сведена на минимум. Така да во тој еден зимски циклус имаме многу помала обредна активност, додека со доаѓањето на пролета во колективната свест, во колективната меморија на луѓето повторно се раѓа природата, се раѓа новиот живот и во суштина подобрите климатски услови развиваат поголема активност севкупна кај луѓето и развивање на една поголема обредна активност. И токму затоа во овој пролетен циклус може да видиме тодорички празнувања, лазарските обреди, великденските, ѓурѓовденските, онака една многу зголемена обредна активност во која што дефинитивно централно место зафаќаат великденските обреди како и самиот празник што е еден од големите христијански празници. Има ли некаква дефиниција кога точно започнува овој пролетен циклус на обреди? Зимскиот обреден циклус завршува со празнувањето на Прочка, веќе со Тодорова сабота, со Лазарова сабота започнува овој пролетен циклус на обреди. Така, сите денови од оваа така наречена страдална недела имаат посебно значење во народната традиција, овие денови пред Великден. Што точно значат тие? Последната недела пред големиот христијански празник дефинитивно кај народот била посветена на оној построг пост кој што се наближува пред самиот празник Великден и во суштина туку обредната активност се сведена на минимум, односно сите подготовки се за големиот христијански празник Великден, односно саботата, неделата и оние денови кои што следат, додека пак оваа недела е онака посветена токму на чистење на куќите, на подготовка за Великден и веќе во четврток на бојадисување на великденските јајца. Да, четврток се бојадисуваат великденските јајца, дел од домакинките утринава, односно точно денеска на Велика сабота ќе го направат истото. Кои се оние народни верувања поврзани со символот, но и моќта на првото вапцано великденско јајце? Доста интересно прашање, затоа што вапцувањето на јајце е доста важно, но првото или првите 3 јајца имаат навистина голема символика и тие во минатото развиле навистина еден голем култ во колективната меморија на луѓето. Ние многу интересно и денес во 21 век се уште ги имаме домакинките кои што со првото јајце ги поминуваат по лицето своите деца, изговарајќи магиска формула со пожелби за здравје и за среќа, што навистина е проткан еден многу стар сегмент. И во минатото и во крајот на 19 век првото јајце имало навистина голема функција. Откако ќе биле бојадисани јајцата, првото јајце се завиткувало во појас или во различна облека и тоа се носело во родот и во плодот и се допирало до разни родни дрва со цел да даде некаква родност и плодност на добитокот, на самите посеви и што е многу важно, првото јајце се чува во текот на целата година, затоа што на него се препишуваат навистина едни магиски надприродни моќи. Имаме повеќе етнички предели, примери каде што првото јајце ги штити луѓето во текот на целата година. Например, во етничкиот предел Бојмија, кога ќе има големи врнежи или кога ќе има град, кога ќе има невреме, домакинката излегува, го зима првото великденско јајце, застанува на куќниот праг, го држи изговарајќи на магична формула, таа посакува времето да се подобрат временските услови, каде што навистина
е многу интересно како на првото јајце се препишуваат едни навистина големи магиски моки што носи многу постари сегменти во себе. И додека се подготвував за денешниот разговор, во дел од оние написи кои што ги пронајдов на интернет околу моките на великденското јајце, во делови од нашата земја се верува дека доколку некој член на семејството се разболи во текот на годината, му се дава да јаде токму од тоа прво великденско јајце со цел нели да оздрави. Токму така јајцето, како што веќе напоменав, носи големи магиски действија во себе и затоа се чува до следната година, за во текот на таа година сите несакани работи да бидат отстранети токму преку магиската мок која што во колективната меморија ја носи првото великденско јајце. Така, со празникот се поврзуваат и бројни народни обреди, игри и песни, и припаѓајќи на пролетниот циклус на празници, која е символиката токму на овие великденски народни песни, но и игри? Низ разговорот натаму, кога малку подетално ќе ги објасниме обредните игри, ќе видиме во суштина дека тие имаат поразлични значења, секако дека тие се врзани за христијанскиот празник Великден, но ќе видиме дека во нив се напластени многу постари форми на значења и на намени и функции на самите обредни игри. Така. Какви великденски игри се поврзуваат токму со чествувањето на Великден? Што е она што го имаме запишано во нашата народна традиција? Пред да говориме за самите обредни игри, би сакал да истакнам еден вокален пример, кој што е обредна великденска песна, која што е застапена во повеќе етнички предели во Македонија, во која што се пее леле леле ден Великден, кога дојде, кога пројде, што не беше за недела, туку пројде за 3 дена. Зошто го напоменав овој вокален пример? Затоа што во сюжетот на текстот може да видиме многу два значајни сегменти за прославувањето на Великден. Од една страна, каде што велат што не беше за недела, односно пожелбите зошто не трае долго Великден, тоа укажува колку е важен овој празник, но и многу важен сегмент, туку пројде за 3 дена, каде што се зборува дека Великден трае 3 дена. Во народната традиција Великден се прославува 3 дена, првите 2 дена се посветени на големите собори, но на третиот ден на Великден имаме доста важни обредни игри кои што се случуваат. Вакви обредни игри, како што и во моментот може да видат гледачите, ова е снимка од видеоматеријал од етничкиот предел Порече, каде што навистина се сретнуваат многу интересни обредни игри. Во оваа прилика ќе илустрирам само еден пример на обредна игра, тоа е обредната игра Змија, каде што пред се доста важно се каже дека се исклучиво женски учесници во обредната игра Змија. Во еден затворен круг се поставени женски учесници, во самиот круг е поставен учесник во форма на девојка која што имитира змија, а надвор од кругот се поставени мајка и ќерка кои што предат коноп. Тие се движат околу кругот, каде што девојката која што е внатре во орото, удирајќи ги со раката, имитира дека змијата ги каснува мајката и ќерката. Многу важни сегменти може да видиме во оваа игра, каде што таа се изведува на третиот ден на Великден, но важно е да се каже дека таа е пред се друштвена игра, но има напластено и многу постари форми. Може да видиме дека тука немаме многу што кон култот на Великден, туку многу повеќе, дека со будењето на природата, со новите посеви се будат инсектите, кои што може да и штетат на новите посеви, токму преку оваа игра се покажува како мајката и ќерката го бранат конопот од змијата која што сака да ги касне. И во суштина, зошто е ова важно, тука се покажува и многу постари форми кон култот на змијата. Во сите овие пролетни обреди, секако дека тие се поврзани со христијанските празници, но јасно може да утврдиме многу предхристијански сегменти кои што се напластени во овие обреди. Според народната традиција, младите невести и девојките со песна се повикуваат за на собор за Великден, а за време на великденските собори се играат одделно машко и одделно женско оран, она што е навистина интересно. Сега првиот и вториот ден на Великден се чествуваат со игри и песни, додека за третиот ден на Великден во одредени делови од Македонија се карактеристични овие специјални великденски игри кои што ги напоменавте. Според народните записи и верувања, играта би требало секој да ја заигра токму за здравје и за долг живот. Колку е нагласено единството токму во овие великденски обредни игри? Значено е да се напомене дека во традицијата, во колективната свест, секогаш единството било многу важно и социјалната заедница секогаш на големите празници ги користела како можност да се собере на едно место, изведувајќи ги тие обреди. И во суштина такви колективни игри се токму овие обредни игри, како што напоменавте, ги играат сите за здравје и за среќа. Таква играта кален број, мален број, каде што се фаќаат сите девојки, играат, тие се протнуваат една по друга, што го прикажуваат повторното раѓање на животот, односно повторно игри кои што се врзани со Великден, но и со доаѓањето на пролет. На кој начин овие великденски обредни игри го символизираат токму пролетното будење на пролета? Во сите овие игри, како што веќе напомнав, станува збор за игри кои што се посветени на пролет и доаѓањето на новиот живот, иако тие се врзани и за празникот Великден.
освен етничкиот предел Порече, би напоменал уште еден етнички предел, тој е етничкиот предел Бојмија. Тоа се села во околината на градот Гевгелија. Во овој етнички предел, на третиот ден на Великден, се изведува обредната игра Ѓура Мара, каде што централно место во обредната игра зафаќа женско оро, кое што учесничките се наредени по социјален статус и возрастна категорија. Во центарот на орото се појавува женски учесник со улога Мара, која што е облечена во невестински атрибути, таа носи невестинска капа, еден многу интересен атрибут од пределот Бојмија. Настрано од орото има два учесници машки кои што се имитираат ликови на турци кои што сакаат да ја грабнат Мара, и третиот важен учесник е маж кој што го имитира братот на Мара. Се изведуваат неколку ороводни песни, каде што на крај турците ја грабнуваат Мара и завршува играта. Што е многу важно да се напомене дека станува повторно збор за друштвена игра, но пак се врзува за Великден, затоа што Ѓура Мара не се изведува на ниту еден друг празник, туку е врзана конкретно за третиот ден на Великден. Секој великденски собор, според оваа народна традиција, завршувал со играта Вили самовили. Кој е нејзиното значење? Многу интересна игра, која што потекнува од еден маркантен пример од етничкиот предел Порече. Во суштина Вили самовили може да видиме многу постари култови кон култот на починатите, но и кон самовилите како едни надприродни суштества, односно девојките се поделени во 4 групи, каде што тие, изведувајќи ја песната Вили самовили, се разминуваат во една многу интересна форма на крст, каде што во игрите, доколку во орат имаме еден ланчан систем на изедба, сите се движат во оро, се држат за рака, веќе во играта имаме различни форми и една многу интересна и многу карактеристична оваа форма на крст, каде што девојките паралелно се разминуваат меѓу себе и повторно со самото пење на самовили е навистина едни постари култови, постари форми кон духот, пак ќе кажам, на починатите и на самите самовили како надприродни суштества. Од сите овие великденски народни обичаи и обредни игри за кои што говоревме досега, постојат ли се уште живи традиции, во кој дел на Македонија се практикуваат и колку обичаите и обредните игри поврзани конкретно со Великден се досега истражени во македонското народно творештво? Постојат ли соодветни записи за нив? Одлично прашање. Обредната игра навистина е третирана во науката, но и многу интересно таа е третирана и преку визуелниот метод. Етнолошкиот музеј во 50-тите години филмува неколку вакви обреди, меѓу кои што и овие видеа кои што во моментов ги гледаме, повторно ќе кажам од етничкиот предел Порече, каде што преку овие визуелни сегменти може многу да научиме како некогаш се изведувале овие обреди, да ја одговорам на едно навистина важно прашање кое што го поставите за се уште живата традиција. Да, во етничкиот предел Бојмија, обредната игра Ѓура Мара, која што ја напоменав, се уште дел од живата практика. Се уште и денес во 21 век, јас честопати одам на терен во етничкиот предел Бојмија, во селото Миравци конкретно, се уште се изведува обредната игра Ѓура Мара. И зошто е тоа важно? Затоа што ваквото зачувување на традицијата во практичната форма не носи на чекор пред впишување на тие културни наследства да бидат заштитени во УНЕСКО, што е навистина важно за нашата земја. Бојан, благодарам за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија на овој празничен ден. Народните обичаи и верувања поврзани со Великден секако се составен дел од нашето културно и нематеријално богатство, кое што треба соодветно да знаеме да го сочуваме и да го пренесеме, да го оставиме и за сегашните, но и за идните генерации. Имајте убави великденски празници, ние секако ќе се видиме повторно во следна прилика. Благодарам.